Здраво живо, добре дојдовте во 244-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Поминато неделните активности на филмски план кај нас, за кои комплетно ви информиравме во емисијата, вечерва сме прилично богати со содржини од светските филмски меридијани. Новиот филм на Том Тиквер, Меѓународна измема, доживеа кинопремиера во Њујорк. Клинт Иствуд доби Палма, но не во Кан, туку во Париз. Джеки Чен се врати во Хонг Конг за да го промовира новиот филм и на самиот крај еден супер интересен краток филм. Но не дека кај нас не се случува баш ништо на филмски план. Имено во услови кога Скопскиот филмски фестивал го презакажа своето ново издание за следниот месец, поради изборите, празнината ја пополнува кинотеката на Македонија. Еве ја содржината на сите ревии во текот на овој месец. Изберете го својот фаворит. Старт! Актуелниот месец март прилично активен во кинотеката на Македонија. Речи се нема ден без програма. Редицата настани започна минатата недела со стартот на Фрик филм фестивал, а продолжи со актуелната ревија на современ јапонски филм, која кинотеката ја организира во соработка со јапонската амбасада во Австрија. Од петокот до вечерва на програмата беа Харизма на Киоши Куросава, Чиросоку Лето на Киоши Сасабе, Пресрет на Кеичи Номура и Дуо на Сува Нобухаро. А следните денови до крајот на ревијата до 12 март, публиката ќе може да ужива во Биликен на Џунџи Сакамото утре вечер, за секогаш залез на третата улица на Јамазаки Такаши в среда и финалето в четврток со филмот Самурајот Самрак на режисерот Џоџи Јамада. Са, хајако ојки. Кицуне га јуриште куренај кагири. Омаeをこの家に入れるわけにはいかない。でも、狐の家はどこだかわからない。 По запознавањето со современиот јапонски филм од 14 до 18 март следат деновите на франкофонскиот филм, во чии рамки ќе може да се проследат белгискиот Елдорадо, француските Ова е љубов и Ако ме сакаш следи ме, Јас си мојот бел човек од Буркина Фасо и швајцарскиот филм Другиот човек. Richier, qui vous a permis de changer de place? Autant sous les buissons. Les buissons. За љубителите на италијанскиот филм, ревијата ќе трае од 26 до 30 март, со што ќе се заокружи активноста на кинотеката во март. 5 италијански денови наменито ги содржат насловите Турска бања од 97-та, Тапи самовили од 2001-та, Наспроти прозорецот од 2003-та, потоа Свето срце од 2005-та и Контра Сатурн од 2007 година. И секако колачето за крајот, 24 и 25 март, ќе бидат резервирани за чешкиот мајстор Јирџи Менцел, кога во негова чест ќе бидат прикажани култните строго контролирани возови и Село му е мало. Кинотеката за третата недела од март го најави и неговото гостување во Македонија. Ale to už bylo dávno. Když mě pustili z kriminálu, tak mi řekli, abych si vybral brigádu podle uvážení, ale jen s tou podmínkou, že to musí být v pohraničí. Океј, се надевам дека меѓу сите овие наслови од понудата на кинотеката на Македонија за месец март ќе најдете нешто и за себе и дека, макар една вечер, ќе погледнете филм на големото платно. Продолжуваме со светската кинопремиера на филмот кој оваа година го отвори Берлиналето, Меѓународна измама. Посвечената обврска да го стартува 59-тото издание на фестивалот во Берлин, филмот на Том Тиквер го избра Њујорк за официјална светска кинопремиера. Инаку тоа е филм кој раскажува приказна за валканите игри на моќните банки со парите на обичните смртници. Да видиме. It's me. My
results from the full tox analysis I ran on Schumer. And? It's inconclusive. Inconclusive? What the hell is that supposed to mean? They found trace elements of cyanide in his blood, but the levels are not nearly high enough to meet their criteria for poisoning. Њујорк на вистински начин ги пречекат звездите во трилерот Меѓународна измама. Наоми Воц, Клајв Оуен и Брајан Обрн ја представува Австралија, Англија и Ирска во овој интернационален проект режиран од германецот Том Тиквер. It's a very well-researched, well-informed film. It's like those 70s paranoid political thrillers, but it's also a big sweeping thriller. It's an entertainment, and I think that's what the film is always trying to get. Оуен во Меѓународна измама го играл Луис Салинџер, агентот на Интерпол, кој го истражува можниот криминал во една од најголемите банки во светот. Филмот на некој начин се обидува да си поигра со темата на актуелната рецесија која го тресе светот, манипулација која авторите на проектот се надеваат дека ќе привлече многу публика во кината ширум светот. No. The IBBC is a bank. Their objective isn't to control the conflict. It's to control the debt that the conflict produces. На премиерата на филмот на Том Тиквер во Њујорк, инаку проект сниман во Германија и низ Европа, може да се видат личности од различни милја, како фронтменот на R.E.M. Майкл Стајп, потоа звездата на Сопранови Винсент Пастор, како и авторот на сатанските стихови Салман Ружди. Well, I'm just looking forward to the movie, that's all. And I'm a great admirer of both the actors in particular. I want to see how it goes. And you think a film like this echoes the current economic times in this country? Ask me afterwards. I have no idea really how it's going to play, so it's very difficult to comment before I've seen it. But, who knows? I mean, these are hard times, that's for sure. Од Њујорк се селиме во Париз, каде минатата недела својот нов филм Гран Торино го промовираше големиот Клинт Иствуд. Неговото присуство во градот на светлината го искористија главните луѓе на Канскиот филмски фестивал, кој во еден ексклузивен ресторан приредија гала вечер во чест на великанот. Повод – доделување на Златната палма за животно достигнување. Ветеранот беше во придружба на сопругата и двете ќерки и едноставно беше пресреќен. Да видиме како помина сето тоа. Легендарниот американски актер и режисер Клинт Иствуд во Париз беше награден со специјална Златна палма од страна на директорот на Канскиот филмски фестивал Жил Жакоб по повод големиот придонес во светскиот филм. Оваа награда досега единствено му е доделена на шведскиот великан режисерот Ингмар Бергман. Je vais maintenant, mon cher Clint, vous remettre avec Thierry la Palme d'Or en témoignage de notre admiration et d'une longue connivence d'un quart de siècle. Поради зафатеност за време на престојниот фестивал во Кан, организаторите решија почесната награда на Клинт Иствуд да му ја доделат неколку месеци порано, користејќи ја неговата посета на градот на светлината за време на промоцијата на неговиот последен филм Гран Торино. Придружуван од сопругата Дина и двете најмлади ќерки Франческа и Морган, Иствуд го отвори срцето и ја искажа својата голема љубов кон Франција. I've been appreciated here, I must say, cineasts here in this country have been very, very supportive of me all along the way. And when I first directed a film in 1970, 39 years ago, French cineasts and critics encouraged me to go on, and where in my own country people were much more reticent. And except for Roger Ebert, who was very enthusiastic, everybody was saying, we're not sure we even like this guy as an actor, much less as a director. Иако многу пати досега учествувал на Канскиот фестивал во различни улоги, како режисер, актер и продуцент, Клинт Иствуд досега доби само една награда во Кан, Golden Coach во 2003-та за филмот Мистична река. You talking to me? You talking to me? Talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here.
Во чест на Клинт Исвуд вечерва во рубриката Култна сцена се подсетуваме на неговиот оскаровски проект од 2004 година Девојка од $1.000.000, кој уште еднаш докажа дека Иствуд во малиот прст ја има режијата и дека е еден од најдобрите синеасти во американската кинематографија. Инаку во неговата колекција од значени филмски награди му недостасува само Оскарот за најдобар актер, кој мислеше дека ќе го добие оваа година, но го зезна Шон Пен. Како и да е, $1.000.000 Baby и ја донесе позлатената статуетка на Хилари Свонг по втор пат во незината кариера. Одиме да боксуваме. He moved her up in class. That could have been a mistake. Hey, give us 2 seconds, will you? Just 2 seconds. Your nose is broke. Dang. Fix it. I can't. You can fix it. I can't. I've got to call it. I've seen what you can do. Fix it. Look, I can snap it back into place, but I can't stop the bleeding. The ring doctor's gonna call it. Please, Frank, if you can stop the blood, I can beat her. Write down on this. Inhale. Breathe in. Okay, huh? Yeah, it's okay. All right. You got 20 seconds before this turns into a geyser and it's gonna spray all over the front row. 20 seconds, that's all you've got. Now get going. Go to your corner. 6, 3, 7, 8, 9, 10. По Клинт Иствуд блокот во Филмополис се селиме на далечниот исток, поточно во Хонг Конг, каде изминатиот период се случува интересни филмски настани. Имено популарниот акционен херој Джеки Чен по подолго време се врати на големото платно во еден кинески филм со наслов Инцидентот Шинџуку. Проектот предпремиерно го промовираше токму во мегалополисот. Хонконшката филмска индустрија, пак по урнек на американската, еден месец пред настанот ги објави номинациите за најдобар хонконшки филм за минатата 2008 година, кои наслови добија најмногу номинации во следните минути. 东京这个地方呀，空气好的不得了，自来水的味道也好的不得了。我来叫你认人，替品种那帮是福建的，你后面那个是个小白脸，上海人。お前んとこの中国人だわ。一体どうなってる？あいつらは俺の一コマに過ぎませんから。 Акционата звезда Джеки Чен се врати во кинеската кинематографија со гангстерски трилер снимен во Јапонија. Причината што ваквиот проект е снимен од другата страна на кинеското море е тоа што самата приказна во филмот претежно се случува во Јапонија, а 54 годишната кинеска звезда со постојан престој во САД на пресот не можеше да ги скрие чувствата. 冇一個地方好過自己個國家，永遠都以為係人哋個地方好，
到去到嗰邊咧，原來自己嘅國家係最好嘅。Инцидентот Шинџуку е насловот на новиот филм на Чен, во кој тој илегално ќе влезе во Јапонија со цел да ја шпионира неговата девојка. Но откако ќе се случат разни непредвидени настани, тој ќе почне да работи за еден јапонски гангстер. Веројатно претпоставувате се работи за филм од жанрот акциона комедија, уште еден од многуте во богатата филмографија на Джеки Чен. 很多观众都是看他打，不会看他演戏。但其实他也是一个很好的演员，但是他可能一直没有机会表达这种东西出来的。然后这个戏是完全是一个文戏，不是一个功夫片。 Инцидентот Шинџуку својата премиера ќе ја доживее на отворањето на филмскиот фестивал во Хонг Конг кон крајот на месецот, а потоа следи и премиерата во останатите азијски земји. 侍魂で信濃だろもぶっ殺すんだ。 Конгконшката филмска индустрија еден ден пред премиерата на новиот филм на Джеки Чен ги објави и номинациите за престижната награда на ова азијска кинематографија за 2008 година. Според претседателот на Конгконшката филмска асоциација Ерик Цанг, минатата година беа снимени многу квалитетни филмови кои слободно можат да им конкурираат на оние од Холивуд. 香港電影金像獎最佳電影排名不分先後，《天水圍的日與夜》、《長江七號》、畫皮、赤壁、赤壁、葉問、葉問。天機不可泄露啊！事關我們東吳的尊嚴，打不贏也得打。 Токму така, филмот кој пред некој месец ви го представивме и во Филмополис, Црвениот гребен на режисерот Џон Ву, води со дури 14 номинации, вклучувајќи и најдобар режисер, најдобар актер, спореден актер и актерка и најдобар дебитант. Следи Ип Мен со 12 номинации. Се работи за биографски филм за учителот на Брус Ли, кој го игра актерот Дони Йен. 你睇死同胞俾人打死，你仲有冇尊嚴㗎？你咁樣去打佢哋啊？打晒佢哋，打100個，打1000個。 Уште еден филм вреден за одбележување и на Слика на кожа, кој исто така доби 12 номинации, меѓу кои и онаа за најдобра актерка во името на Жу Џун. 28-те хонконшки филмски награди ќе се доделат на 19 април. Останува да почекаме и да видиме кои ќе бидат новите лауреати на престижните азијски филмски награди. 都有妖孽，像活的痣一样。 Од време на време во магазинот ви информираме за најинтересните настани на филмски план во потентната азијска кинематографија, а многу од споменатите номинирани наслови веќе ги имаме представено токму во вашиот и наш магазин. А од време на време во Филмополис, се надевам на взаемно задоволство, ви представуваме и кратки и сладки филмови од домашни или од странски автори. Така ќе биде и вечерва кога на репертоарот имаме едно прекрасно 4-минутно филмче кој во изминатите години освои еден куп награди на меѓународните фестивали. Мене само ми преостанува да ви посакам да уживате во играта на птиците.
Додовме и до крајот на вечерашниот 244 Филмополис, кој изобилуваше со различни содржини поврзани со седмата уметност. За заокружување на шаранилото во редовната рубрика Филмска музика, одиме малку ретро во 80-тите години на минатиот век. Веројатно првата асоциација која ви паѓа на ум кога ќе го чуете името на Слободан Шијан е култниот филм Кој тоа таму пее, или пак одличниот Маратонците го трчаат последниот круг. Сепак ние вечерва ќе бидеме малку помодерно настроени, избирајќи музиката од филмот Давител против Давител, која ја потпиша Срđan Šaper од Идоли. Пријатна ноќ, поздрав до следниот понеделник во истиот термин.
je, šta radiš to? Šta si se ukipio? Muvaj se, igraj, pevaj. Ti si žensko. Ne uzme više ništa neće reći, on je drži svu u rukama, sva je njegov. Hiljadama dugih godina tražili su jedno drugo tamo, on još život sada uzima, da bude njegov. Baby, do you wanna dance? Zajebi frajeru, ja uvijek igram sama. Pazi malo visoka. Ej, mala, budi dobra. Drži prešetiru. Sveži crveni karanfil za devojčicu. Srem ti se na karanfil. Raštrkajte se po ulicama i glumite usamljene devojke, jasno? Razlaz! A svi su večeras bili tako ljubazni. Svi su kupovali karanfil osim vas. Moj posljednji karanfil ovako da završi. Ovaj dečko nije normalan. Spavajte mirno i sanjajte simbole i beogradskog davitelja.